председателке, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Денес зборуваме за последниот од нашите кандидати, професор доктор Саво Климовски, за член на Уставен суд. Место кое што е доста важно за самото судство, а ако земеме да видиме дека оваа влада, членовите на оваа влада, полни им се устите со тоа дека се спремаат за реформи во судството, ќе има реформи во судството, како идни членки на Европската Унија, мора да го направиме тоа, треба да го направиме тоа, ќе го направиме тоа. Меѓутоа, од самата постапка на избор за уставни судии, односно и од самите кандидати кои ова парламентарно мнозинство ги посочи, се гледа и многу е јасно, веќе и на македонската јавност е јасно дека нема ништо од тоа. Дали да го земеме идниот, сега ќе зборуваме за обвинителот, јавен обвинител, тек сега ќе зборуваме за него, дали да ја спомнеме Тања Васич, од се произлегува дека не само што нема критериуми за истакнат правник, како што се вели за уставен судија, треба да се биде истакнат правник. Меѓутоа, критериумите кои се ги нема. Се посочува и се зборува дека треба, и навистина треба, закон за уставен суд, да се изгласа точно кои ќе бидат тие критериуми. Меѓутоа, да ви кажам искрено, јас се сомневам дека ќе се придржуваат до критериумите оваа власт, заради тоа што сведоци сме дека тие изнаоѓаат начини и за соборување на критериумите за самиот избор на идни слушатели на Академијата за идни судии и јавни обвинители. Но оваа власт не ја одговара да има судии, уставни судии со интегритет, со капацитет, без обременети со криминали, да се поддржувачи на криминали, затајувачи на процеси, судски процеси. Единствено што е важно на оваа власт е да избере уставни судии кои наредните 9 години ќе бидат во Уставен суд и ќе ги штитат нивните криминали. Меѓутоа, секако дека многу голем период е 9 години, меѓутоа, за жал, овие и нема да можат да ги бранат криминалите на оваа власт, меѓутоа самите кандидати не се тие што треба да бидат и да го зазимаат тоа место. Буквално се кандидати кои не треба да бидат во Уставен суд. Ако досега, мислам дека доволно зборувавме за биографиите на вашите кандидати, на кандидатите на парламентарното мнозинство, буквално би требало да биде и да се каже еве како не треба да изгледаат биографиите и како не треба да биде животниот век во правото, во правосудството, воопшто во правниот систем на еден иден уставен судија. Ако се разгледаат, а ги разгледавме и некои од биографиите на досега уставните судии наназад 10-20 години, ќе се види дека по нивните биографии, по нивните CV-а, ќе се види дека буквално така како што изгледаат нивните биографии, изгледаат и ги имаат критериумите на истакнат правник како што ги имаат и нашите предложени кандидати. Почнувајќи од Родна Живковска, сега кандидатот професор доктор Саво Климовски, понатаму Весна Јаневска, Воислав Димовски, Бранко Секуловски, професор Тодор Витларов од Штипскиот правен факултет. Значи, тоа се луѓе кои што со својата работа, со својот допринос дале печат, дале белег, оставиле печат и белег во правосудството. Дале свој допринос за тоа
како треба да се биде еден судија, дали е допринос за развој на целиот правосуден систем. Се она што не се вашите кандидати. Од тоа како изгледаат, што содржат биографиите на вашите кандидати, може да се заклучи, ама дека баш секој правник може да биде уставен судија. Баш секој правник. Такви се критериумите, па дури, ако ја земеме пример и Тања Васич Бозаджиева, дека може да биде обременета со криминални дејанија, значи тоа треба тек да се испитува, да биде она во постапките на јавното обвинителство, а не да седне на уставното столче во Уставен суд и да биде таму 9 години. Колку е важноста на Уставниот суд, заради македонската јавност, ќе ги наведам кои се ингеренциите на Уставниот суд. Уставниот суд решава за судирот на надлежностите меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт. Таа ги штити слободата и правата, Уставниот суд ги штити слободата и правата на човекот и граѓаните, што се однесуваат на слободата, на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. Одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на здруженијата на граѓаните. Одлучува за одговорноста на председателот. Спомна и колегите, кој ќе одлучува за одговорноста на председателот. Тања Васич, која нема еден ден поминато во судница. Нити има како правник работено еден ден во судството. Одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и законите. Одлучува за согласноста на законите со Уставот. Значи, ниеден од овие кандидати ваши што се спомнати немаат капацитет, ниту интегритет да седнат во Уставниот суд и да ја решаваат оваа проблематика. Ќе кажам некој збор, тој е истакнат правник, професор, доктор по право за доктор Саво Климовски. 70-та година дипломиран правник на Правниот факултет Јустинијан I, 74-та година магистар од областа на правно-политичките науки на Правниот факултет Јустинијан I, 78 година доктор на правни науки на Правниот факултет при Универзитетот во Љубљана, 89-та година избран за редовен професор на научната област Уставно право и политички систем на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Од 86-та до 91-та година член на македонската влада и одговорен за ресорите на образованието, културата и физичката култура. Од 92 до 96 година декан на Правниот факултет на Јустинијан I во Скопје. Од 98 до 2000 година председател на Собранието на Република Македонија. 99 година вршител на функцијата председател на Република Македонија. Значи, импресивно сиви, така како што треба да имаат сите кандидати за уставни суди, вакви биографии имаат всушност, впрочем, сите наши предложени кандидати, кои за жал вие не ги изгласавте, не верувам дека и Саво Климовски ќе помине. Автор е на повеќе монографии, средношколски и универзитетски учебници, и тоа Уставен и политички систем, издаден 97 година, Политиката и институциите, 99 година, Уставно уредување на Република Македонија, Уставно право и политички систем, издадена
и 2000-та, и 2003-та, 2006-та, 2011-та година, Конституционно уредување на Република Македонија, издадена 2006 година. Нема да должам многу, зборувавме доста досега, меѓутоа, пак ќе спомнам, ве повикувам да се јави гласот на разумот кај вас, да се повлечат овие кандидати, пред нас е собранијската седница, заради тоа што ниеден од вашите предложени кандидати не го заслужува столчето во Уставниот суд, и тоа 9 години, тоа е една деценија. Нити имаат квалитет, нити капацитет за да одговорат на ова работно место. Благодарам.